Предновогодишна забава на Дуј. Полна сала, хедонизам. Богато мени во услови на голема енергетско-економска криза. Има селективна правда, за жал, и тоа го имаме констатирано досега во неколку наврати, во неколку случаеви, но јас сметам дека вие медиумите, невладините организации, политичките партии, но и судството, значи судиите, обвинителите, заедно треба да смогнеме сили да започнеме процес на ветинг, целопштествен ветинг, да расчистиме еднаш и за секогаш со сите корумпирани политичари, корумпирани новинари, корумпирани судии, корумпирани обвинители и да пројдеме низ тој процес на прочистување како општество и да го вратиме кредибилитетот и довербата во институциите. Затоа се надевам дека 2023 ќе биде година кога ќе го усвоиме законот за ветинг и ќе започнеме со тој процес, но исто така би очекувал 2023 да биде и година на големи инфраструктурни проекти, како што се коридорот 8 и коридорот 10Д, кој што предвидува автопатот Прилеп до Битола и коридорот 8 од Тетово па се до границата со Албанија, како и започнување и со процесот на градење на железничкото поврзување со Албанија. На крајот, кога велите дека постои селективна правда, која обструира правдата, кој не сака правда и дали препознавате спрега помеѓу политичките, судските и бизнес мокници? Кој попречува правда, ако може во еден збор да го дадам одговор, да ми дозволите, тоа е корупцијата.